Благодарам, господин Джафери. Господин Заев, ќе почнам од последниот дел кој што го спомнавте сега. Странските инвестиции одат нагоре и немаме денар потрошено. Нормално е да не трошите денар кога тие странски инвестиции се донесени во Република Македонија. Нема вие да трошите пари за да ги рекламирате, да ги Джонсон Мети да го запознавате што се работили со Джонсон Контрол и фирмите други. Знаете што зборувавте кога ги донесувавме тие странски инвестиции во Република Македонија? Барем ја ќе ви кажам за во Штип. Секојдневни пресконференции, ВМРО ДПМН е на оваа пољана, зелена пољана, држи пресконференции се со цел предизборно да манипулира со граѓаните. Тоа беа секојдневните ваши пресконференции на тема странски инвестиции. Странските инвестиции дојдоа. Еве, ќе зборувам за Штип. Джонсон Контрол, Technical Textile и други фирми. 3000 луѓе има вработено таму. И сега нормално е тие да имаат извоз и вие да не се рекламирате за нив. Немојте да зборувате дека немате потрошено пари. Парите се потрошени наменски во периодот кога беа донесени сите тие фирми. Тој Джонсон Контрол фабрикава неа отвори во Струмица затоа што повторно имаше реклама, затоа што луѓето почнаа да работат, па дојдоа таму. Доволно за таа тема. Вака зборувавте и за Драган Тевдовски на почетокот кога го представувавте како кандидат за министер и како го фалевте, мислев 9 години и 2 месеци ќе биде министер за финансии, ама еве на првата кривина моравте да најдете кривец или можеби министерот најде начин да се одбрани од сите ваши барања мегаломански кои што ги имавте према Министерството за финансии и од таа причина, поради тоа што не ви одговараше човекот, најдовте замена во името и во ликот и делото на новиот кандидат за министер. И нашава економија, господине премиер, не може да се оди напред, затоа што бизнисмените во Република Македонија се исплашени од целокупната политичка состојба што е во моментот во Република Македонија. Во Република Македонија во моментот се случува најголемиот судско-обвинителски рекетарско-политички скандал кој што се има случајно во нашата држава. И тој скандал немаше да излезе пред јавноста, иако вие пробувате да кажете дека вие имате пријавено за тоа, затоа што информациите велат дека претходно бил целиот процес пријавен, доколку не се вмешаа други сили, немаше ништо да има од овој скандал кој што се случува во Македонија и од кој што будно го чекаме расплетот да го видиме. Велите и се фалите со резултатот од странските инвестиции. Ви го кажав на самиот почеток тоа. Резултатот од странските инвестиции е виден сега, затоа што некој претходно одработил да ги донесе, да направи инфраструктурни можности за тие да почнат да работат. И нормално е парите од извозот сега вие да ги прикажувате како ваш резултат. Ви благодарам. Премиерот за